Колега Митревски, во јавноста алармот е вклучен на најако. Граѓаните, експертите, невладините, медиумите реагираат гласно, реагираат со право. И се додека во овој, во суштина, теоретски добар инфраструктурен проект е обременет со сомнежи и координатори на проектот од типот на Артан Груби, се додека се бира надзор на сомнителен и матен начин, се додека се доставуваат закони во собрание во петок за понеделник, во ултракратко време, надвор од процедура, се додека пратениците се подпишуваат на овие законски решенија за процедурата, а не владата која што бега и која што на чуден начин се потргнува од одговорноста, ќе провејува фактот дека сомнежите со желба за корумпирање, криминат и матни сделки ќе бидат дел од овој проект. И повторно апелирам пратениците да не наседнуваат. Замислете на волку битни закони кои што менат суштина на основни закони кои што важат за граѓаните. Не е подпишана владата, ако веќе проектот е најголем проект кој што треба да се изведува во нашата држава. Тука требаше да седат министри од владата, да преземат одговорност, а не да се кријат зад мнозинството кое што го има во ова собрание. И да, сакаме оваа држава да се развива побрзо, сакаме да успее овој проект, ама сакаме да успее на јавен, транспарентен начин, а не законите да се пуштаат од петок, во понеделник да се закажува седница, не вие да ги подпишувате. Да си дојде министер за култура, за земјоделие, за транспорт, за финансии, да застане зад експроприациите, зад шумите, зад културното наследство и да го брани тоа што го прави. Вака излегува дека имаме пратеници, експерти во ова собрание кои што можат да застанат зад волку големи закони. Не е тоа целта, не е тоа поентата. И затоа, од самиот старт, нема да дадеме подршка, затоа ја напуштаме седницата и ќе имаме суштински амандмани по кои што ќе дебатираме и за кои што ќе бараме слух од вас. И за кои што ќе бараме слух и од јавноста и ќе бидат јавно изнесени пред македонската јавност. Целта, повторно да обвините опозиција за нешто матно што се прави од страна на влада, овој пат, колега Митревски, нема да ви помине.